Дивоградбите на Матка и во Охрид со месеци ја брануваат јавноста. Институциите на почетокот се прогласуваа за ненадлежни, но подоцна го усогласија ставот дека се работи за дивоградби. Последна беше одлуката на Државната комисија за спречување на корупцијата, која укажа владата да ги одземе ингеренциите од областа на урбанизмот од општина Сарај и да се постапи по сите предмети. Но и од оваа одлука помина повеќе од 1 месец. Со нас во студиото министерот за транспорт и врски Горан Сугарески. Господине Сугарески, ќе има ли уривање на Матка? Прво благодарам за поканата и можноста да во најголема мера ги објасниме работите кои што се поврзани не само со Дивоградби, претпоставувам имате и други прашања во делот и на капиталните инвестиции, капиталните проекти, се со цел на навистина на гледачите, на луѓето, им објасниме што се случува. Прво, значи пред она што го спомнавте вие, пред неколку месеци беше кажано дека одредени институции си ги префрлаат надлежностите едни на други. Јас и тогаш дадов изјава дека согласно законите во оваа држава се јасни и дека точно се знае чија и која надлежност е, без разлика дали станува збор за Матка, Охрид или било кој дел од подрачјето на нашата држава. И мислам дека многу јасно е ставено до знаење дека во конкретните две ситуации општините си се надлежни во делот на постапувањето. И без разлика, јас апсолутно ги почитувам ставовите и препораките кои што ги дава антикорупцијска комисија, меѓутоа сакам да потенцирам дека согласно законите за градежно земјиште постои друга постапка за додавање на надлежности на општините, исто така и одземање на надлежностите. И затоа врз база на она кое што во моментов се работи, јас колку што знам овие случаеви се заведени како градби за кои што е побарано да се направи легализација, толку бидејќи во делот на она што значеше испитување во овој дел не бевме повикани, бев во антикорупцијска повикан во делот на пловните објекти таму, а не за делот на дивоградбите, така да целосно објаснивме ние како оди целокупната процедура. Доколку градоначалникот, без разлика на Охрид или на Матка, ги одбија барањата за легализација, странката има право да поднесе жалба до второстепена комисија. Што во моментов се случува? Во моментов јас не сум убеден дека се уште е стигнато жалба до ова, не сум барем во моментов информиран, бидејќи таа си оди до комисијата второстепена. Меѓутоа можам едно да ветам дека доколку стигне таква жалба, дека Министерството за транспорт и врски ќе постапи најбрзо. Најбрзо по таа жалба. Значи ќе има уривање на Матка. Сега, дополнително на тоа има одреден рок каде што странката може да поднесе тужба до управен суд и до висши управен суд. Зошто инсистирате на таа правна процедура и по одлуката на антикорупцијска која што утврди дека платформите на Матка не можеле да бидат легализирани, туку општината требало уште на почетокот да ги одбие, прво затоа што се работи за времени објекти кои што не се легализираат, а второ затоа што се во заштитено подрачје во кое што не постои начин да бидат легализирани. Значи, да, по вокација сум правник, инсистирам на законски процедури затоа што мора така и да се постапува, без разлика за кого станува збор. Една работа и втора работа, значи согласно законот за легализација треба да знаете дека како е отпочната постапка, се до незиното завршување не може да се постапува. Така без оглед што се работи за времен објект, значи без разлика што се работи за било каков објект, али она што јас го знам е дека предметите, дека од антикорупцијска заради брзината на предметите, а не дека станува збор за нешто друго, дали требало или не требало побрзо или порано да бидат одбиени. Колку дојде до второстепена комисија, јас кажав, јас нема да чекам ни од антикорупцијска, нити од никого да ми доставува препораки во делот на како треба да се постапува. Министерството ќе постапи најбрзо. Тоа можам да го ветам, поготово ако е случај каков што вие што велите. Значи да резимираме, чекате да заврши жалбената постапка за да ги преземете ингеренциите и да ги урнете платформите на Матка? Преземањето на ингеренции се однесува во делот на тоа доколку инспекторите не постапуваат. И тогаш испраќа Државниот градежен инспекторат на увид на местоопштинскиот инспекторат да извиди ситуацијата, да увиди дали и како постапил општинскиот инспектор и врз база на тоа за одредени предмети се одземаат ингеренциите. Мислам има одредена постапка, не е тоа некој дали сака да одзема или не сака да одзема ингеренции, на крајот СДСМ била партија која што го донесла законот за децентрализација, се со цел да општините работат со повеќе надлежности. И затоа кога гледате дека општината не ги извршува обврските, кога е утврдено непостапување по предметите, вие сепак ќе чекате да завршат правните процедури? Да, јас видите, ја морам да постапувам согласно правните процедури. А не велам дека доколку има прекршување на одредени законски одредби, дека нема да пристапиме кон
кон преземање на агенциите. Меѓутоа, ние не можеме едноставно, само заради притисок, да ги преземеме. Значи, мора постапката да заврши онака како што е. Значи, прогласувај, јас уште затоа кажав, општината си е надлежна и нема префрлање надлежности на Министерство за транспорт, на Државен градежен инспекторат, па не знам, беше спомнат инспекторатот од животна средина и така натаму, култура, така да, значи, согласно сите постапки ќе продолжиме да работиме. Сличен е случајот и со Охрид. Општина Охрид веќе се изјасни дека не може сама да се справи со дивоградбите во однос на заканата од УНЕСКО. Отворено побараа помош. Дали Министерството за транспорт и врски ќе пружи помош на општина Охрид и дали тоа значи дека и во Охрид се подготвува уривање? Значи, видете, согласно планот кој што се прави за УНЕСКО, ние држиме редовни состаноци и како влада, и како ресорно министерство со градоначалникот на Охрид, и каде што согласно на кое што тие изминатиот период од месец дена донесоја, значи, одлуки на Совет за мораториум за градба, за носење на планови и така натаму. Значи, ние сме целосно застанати, посебно во делот каде што државата има свој надлежност, тоа е старото јадро и така натаму. Меѓутоа, сето она што значи во моментов поддршка, ние на општината Охрид ја даваме. Меѓутоа, во моментов надлежностите и во делот на плажите, и во делот на градежното земјиште се под општината. Градоначалникот во моментот има направено веќе план јасен, од каде би почнало не само уривањето, туку сите други активности кои што согласно динамиката имаат предвидено до февруари 2020 година да се направи. И затоа ние логистички стоиме, државата ако треба и дополнително ќе обезбеди средства во тој дел, веќе ме извести градоначалникот дека е одбрана веќе фирма која што треба да изврши уривање таму. Е известно дека ќе требаат дополнителни средства, зашто досега издвоените за уривање не се доволни, значи, да се некаде јас колку што знам се околу 1,5 милиони денари има одредено средства, меѓутоа ние стоиме целосно на располагање да отпочне акцијата, бидејќи тоа кажа дека ќе отпочне некаде со завршување во сега на туристичката сезона и согласно нивниот план и динамика која што има, дали станува збор за во делот на плажите и во делот на Националниот парк Галичица и во делот на другите објекти кои што се градат, имаат свој план како понатаму треба да се одвива. Тоа согласно нивната динамика, мислам дека ќе се прави информирање до УНЕСКО за сите превземени чекори, значи отпочнувајќи од мораториуми, од уривање и така натаму, се со цел да навистина она што ние го зборувавме во изминатиот период и што сите луѓе го велат дека со децении наназад правено, дека општината и државата ќе се справи со тој проблем. Имате ли увид колку дивоградби има во Охрид? Значи во моментот тие работат на тој регистар, очекувам овие денови точна бројка, не би сакал да шпекулирам и паушално да изнесувам бројки, меѓутоа треба да ги видиме колку се и во Националниот парк Галичица, колку се и во другите делови на Охрид, претежно од градежните парцели кои што се опфатени со УНЕСКО. Така да ќе знаеме овој период точна бројка, не би шпекулирам, меѓутоа за неколку дена би... Досега се спомнуваше бројка од 1000 и над 1000. За така чие што уривање ќе треба сериозна сума на пари. Далеку поголема од тие милиони и пол кои што се веќе одвоени. Значи, го одговорив, мислам дека ова прашање во смисла на тоа дека државата максимално стои и тие се средства, да знаете, за оваа година од општината предвидени. Тие веќе со новиот буџет кој што веројатно ќе го креираат во ноември, декември, ќе се определат по големи суми. За рок до февруари. Не, значи видете, мислам дека не треба да се прави ситуација дека сите 1500 објекти ќе бидат урнати до февруари. Така. Мислам, таму има план и динамика околу во делот на уривањето. Така да, согласно тој план и динамика, согласно средствата кои што има, согласно државата каде што ќе помогне со средствата, ќе се прави план најбрзо тие објекти кои што се диви бидат отстранети. Меѓутоа, факт е дека сега од септември треба да отпочне уривањето на тие диви градби. И да биде пролонгирано и после февруари? Па, согласно динамиката, тие се ќе направат колку што може до февруари да бидат отстранети најголемиот дел на тие објекти. Пак ќе кажем. Значи, со децении не е постапувано. Сега е направен план. Значи, донесен е мораториум, донесени се одлуки за да нема градежни активности, да не се носат планови урбанистички и така натаму. Тоа е веќе еден чекор кој што со години го немало таму. Практично од септември сега ќе отпочне со делот уривањето на најголемиот дел на објекти. Така да, кога ќе се види ситуацијата дека се работи на тоа поле, можеби и некој, не знам, период на денови, месеци, може да биде пододложен. Меѓутоа, едно е да постапувате, едно е само да бидете глуви како што, не знам, изминативе 40-50 години биле. Так. На тој список за уривање ќе се најде ли дивиот хотел во Лагадин, за кој што до сега не слушнавме ваш личен став?
Кој е вашиот став? Треба ли да се легализира дивиот хотел во Лагадин, исто така и за дивоградби, така и на Чинарот во Охрид, дивоградбата на Алипашината џамија? Јас сум многу јасен, значи дека прво на тој предмет работеше Министерството за транспорт и врски, тука нема личен став, тука има став дали е правно, како што претходно ви кажав, постапено не. Кога била жалбата за прифаќање била прифатена од страна на Министерството, кога била за одбивање била одбиена. И тука нема личен став дали Горан Сугаревски сака таму да има или не мислам, тоа е апсурд. Прво јавноста треба да знае дека тој во еден дел хотел е граден со одобрение за градба. Значи тука мислам јавноста треба да го знае тоа, тоа не е. И потоа е поништено одобрението. Многу институции се изјаснија дека хотелот прекршува низа закони. Прво се гради во заштитените 50 на Охрид метри да го прашате, од мислам дека најдобро може да одговори во делот како е издадено одобрението за градба, бидејќи факт е дека е отпочнато со така. Сега, значи Министерството за транспорт со последната одлука го има прифатено поништувањето на одлуката на градоначалникот, значи го потврдуваме мислењето на градоначалникот, сега си има правни постапки, сигурно и тој. Значи секаде каде што зборуваме, дали од делот на животна средина, култура, транспорт, надлежности, значи сите тие институции треба да помогнат општината да се справи со сите овие работи. Сите тие институции веќе се изјаснија конкретно за овој хотел дека ги прекршува законите и дека е дивоградба. Добро, значи Министерството за транспорт ја потврди одлуката на градоначалникот за поништување на решението. Мислам дека одговорив. Добро. А за останатите, за дивоградбата значи, кај Чинарот? Најголемиот проблем, сакам да ви кажам, ако овде се створи дека станува збор за изолирани случаи. Јас ова сето го гледам како пакет. УНЕСКО не посочува таа и таа градба и тој. Значи посочува овде има градби, дали се 1000, 1400 и колку што ќе излезат во регистарот, и со овие градби треба да се отстранат. Јас тоа така го гледам, а не гледам дали бил кај Чинарот, дали бил кај Лагадин или во Галичица некаде. Дивоградбата кај Чинарот е многу различна од останатите, затоа што нејзин собственик е советник во општина Охрид. Специфично велите дека беше ситуацијата и со Лагадин. Специфична е тоа. Значи видете, тоа треба да се гледа како сериозен пакет каде што за да се излези во пресред и на општината и на државата им да се постапи по нешто е барање на УНЕСКО и ради државата, не само ради УНЕСКО, мислам дека тоа треба да се гледа заеднички, не треба да се гледа изолирано. Како да ви веруваме дека ќе се постапи законски, кога законот го носи и го менува советникот, кој што и си гласа советникот за собственото одобрение за легализација? Значи видете, советниците не носат закони, така да советниците не може да носат закони, значи парламентот носи закони и тука е чиста работа. Ќе биде постапено по сите. Од она што јас го знам. Со асистенција или без на државата. Секаде каде што треба, значи тоа му е кажано на градоначалникот, соопштено и од наша страна и како ресорен министер и од премиерот, дека се она што е интерес за државата, УНЕСКО е интерес за државата да биде постапено по тоа. Во март годинава најавивте дека ќе ги презимете и плажите кога сме веќе кај Охрид. Целта ви беше да го сопрете бетонирањето и палењето на трските. Изготвив закон и тој е даен на разгледување во пратеничките групи во собрание. Знаете дека законите ги носи собранието, не владата, не министерот. Од моја страна тоа е направено и доставено до собранието. Очекувам, најбрзо ви повикувам да искористам ова прилика тој закон да биде донесен. Значи испратен е од моја страна, даден е до пратеници. Зошто побаравте да се вратат плажите во надлежност на државата? Па заради сите овие работи заради кои што разговараме ние, бидејќи сметаме дека државата не заради тоа ние да, како да кажем, значи да им одземеме нешто на општините. Сметам дека државата може полесно да се справи од општините со сите овие девијантни појави за кои што денес јас и вие разговарам. Тоа е целта, нема друга цел. Пред 2 години кога дојдовте зборуваме само за плажите во делот на градежното земјиште. Ако треба да се одзема и другите ингеренции, е посебно прашање. Овде зборуваме исклучиво и не се однесува, значи не се однесува за Охрид само, се однесува и за Струга, се однесува и за Дојран и за Преспа. Пред 2 години кога дојдовте на власт, ветивте суштински измени во законите за да застанете на патот на урбаната мафија. Измени се уште нема. Законот за урбанистичко планирање со 250 амандмани одбивте да го повлечете, туку го вративте на доработка. Јас тврдам дека ние имаме одличен закон дадено за урбанистичко планирање во собрание, но имајќи во предвид целокупната атмосфера во државата, во смисла на тоа дека треба и опозицијата, и експертите, и коморите, и невладините организации сите да се видат,
и да го видат и да дадат своето мислење, се води една ваква постапка. Никогаш во изминатиот период, барем јас додека бев пратеник, во собранието не видов дека по вакви закони се води една ваква дебата. Значи, што направивме? Пред да биде објавен, истакнат на ЕНЕР, ние го дадовме законот по комори, по секаде, посебно по институциите кои во делот на луѓето кои што се занимаваат со таа работа. Потоа беше прикачен на ЕНЕР, каде што буквално на тој национален регистар може секој од вас во државата да даде одредени забелешки кои што би биле вредни. Сите забелешки беа и најголем дел од тие забелешки беа инкорпорирани во законот. Дополнително, после првото читање, кое што беше, морам да потенцирам, едногласно прифатено за потреба од донесување на Законот за урбанистичко планирање. Организиравме во собрание дебата, јавна расправа, каде што уште еднаш ќе го слушнеме мислењето на сите засегнати страни. После завршувањето, кажав дека да се земат во предвид и тие 250. Сега да ви кажам кој за кој... Повторно ви се случија 250. 250 ни се случија амандмани и сега ќе ви кажам, значи во периодот, ова можеби јавноста не го знае, со сите представници кои што се на политичките партии во Комисијата за транспорт и врски во собранието имаме одржано 10 состаноци. И таму мислам дека уште на 5-6 амандмани е сведена работата, дека голем дел на амандманите усогласивме, бидејќи и СДСМ, и ВМРО ДПМН, и ДОМ има во голема мера исти или слични амандмани. Некаде за некои амандмани ја објаснивме, можеби не беше до крај јасна работата, така се на 5-6 работи е сведена. Очекувам дека од наредната недела ќе продолжат тие состаноци се со цел да направиме навистина закон. Јас од она што го гледам на тие состаноци, мислам дека целта е да се донеси таков закон. Ако некој поинаку размислува, тогаш ќе остане стариот закон, никој нема ништо да направи. Не знам кои алатки, најдемократските алатки се употребуваат. Да се види мислењето, јавни расправи, прво читање, редовна постапка, мислење на сите, така да оти видите во едни такви закони кои што се носат. Два моменти за мене најбитно да се видат. Од една страна да не го заборавиме стопанскиот развој на државата, од друга страна да ги запазиме зеленилата и животната средина. Само на таков начин ние ќе успееме не со компромисна линија на посла подпор, туку на вистина што ни е на целта. Од една страна да се гради во државата, стопанскиот развој да не заостанува, од друга страна да бидат, значи во сите опфати застапено зеленилото, зачувување животната средина и така натаму. Дали знаете за петицијата за измена на закон, за дополна на законот за градежно земјиште? Значи официјална петиција таква немам видено. За сега се уште петицијата е онлайн, се уште се собираат подписите, меѓутоа се однесува на членот 15 од Законот за градежно земјиште, со кој се бара измена за да се спречи понатамошно продавање на државно градежно земјиште на принципот на она што се продаде кај Холидеин. А како се продаде кај Холидеин? Место собственикот да има само 30% од парцелата, за да ја дооформи градежната парцела и да го откупи државното земјиште, со петицијата се бара тие 30% да пореснат на 80%, па ако некој е собственик на 80% од парцелата да добие право да ги откупи државните 20% што остануваат. Дали може да ве прашам јас нешто еве? Извинете, вака вие ми поставувате прашање, меѓутоа еве да си земам право. Што е поразличен, да речеме овој предмет, од сите другите 1100 предмети кои што се решавани во Министерството? Со задоволство би ви одговорила значи, на дали тоа е само заради локацијата што е тука, значи 1100 постапки се вакви решени во Министерството. И ако го гледаме Законот за градежно земјиште, јас сум спремен, сум кажал во 1000 прилики, дека може не пред антикорупцијска пред било кого во оваа држава да одговарам ако нешто не е постапено. Меѓутоа таму е целосно запазена целата постапка. Значи, јас со задоволство ќе го разгледам ова, меѓутоа, морам да потенцирам уште една работа. Ако е Министерството креатор на сите политики, тоа ќе го прифата. Меѓутоа, за мене исклучително битно е и заедницата на единици на локална самоуправа, тоест и општините, мора да бидат консултирани во делот. Видете, за секоја работа може да се направи и анкета, може да се направи, да се собираат и подписи и така натаму, меѓутоа тоа мора да се види. И не знам баш како е од 30 на 80%, баш би сакал да ми сметате ли дека ова е суштински чекор за заштита на државното земјиште? Од што заштита? Од продажбата? Од начинот на кој што досега се продаваше или се покажа дека е спротивно од желбите и интересите на заедницата. Освен на бизнес. Јас би сакал да го видам многу јасно предлогот уште еднаш
и со задоволство со поднесувачите би разговарал да ми објасна зошто баш на 80%, зошто не е на 90% или на 70%. Како е тоа од 30% и на 80%. Например, еве, дојден од една страна и апсолутно сакам, пак ќе кажем, за оваа работа би сакал не само во владата, туку овде да консултираме и сепак градоначалниците се представници на локалните самоуправи, каде што се разбира и со нив треба, бидејќи сметајте дека во една постапка утре може да се случи дел од приходите на општините драстично да паднат во споредба со тоа што нема да бидат во можност да продадат. Меѓутоа со задоволство би го видел ова и апсолутно јас не велам дека ова не може да се донесе или било како. Меѓутоа мора севкупна анализа да се направи на состојбите со цел да донесеме стварно некое подобро решение во моментов од ова. Во однос на железничкиот сообраќај на почетокот на вашиот мандат, кога имаше проблем со исплата на платите во МЖ Транспорт, најавивте можност за приватизација. Дали се уште стоите на истиот став? Значи вака, ние кога станав министер, прво што се соочи, првиот ден беше со протест на машиновозачите и во делот на неисплатени плати на ова. Сега моментот ситуацијата е таква да таму се зема плата исто редовно како сите што земаат. Таква е буквално ситуацијата. Со тоа што наместо во еден период ја земаат на 2 пати низ месецот, меѓутоа нема такви закаснувања. А во делот на приватизацијата за која што ме прашувате, да се прави анализа, значи анализа се уште се прави и од правени од финансиски аспект. Значи кои аспекти на закони треба да бидат променети во делот на да дојдеме до таква ситуација и финансиските аспекти. Јас да ве информирам, сакам тука е дека долговите на ова претпријатие се над 80 милиони евра, зборуваме без камати, значи не успеавте да ги намалите воопшто. Значи делот за мене беше најбитно да се исплатат платите кои што беа заостанати. И тие беа кој еден вид долг. Дел од средствата, доколку бидејќи имаме зголемување, реално имаме зголемување на делот на нивната обемот на нивната работа, така да дел средства се враќаат, меѓутоа станува збор за големи суми на средства и плюс камати на нив. Значи дел се према одредени државни органи, дел се према ЕЛЕМ, МЕПСО и така натаму, така да видиме динамиката, меѓутоа едно знам и тоа што е добро е што имаме одредено зголемување на обемот на работа на Македонски железници транспорт. Во однос на Македонски железници инфраструктура за пругата кон Бугарија веќе јавивме дека се гради еден век. Имаме ли нови рокови кога конечно ќе има воз Скопје Бугарија? Значи видете, јас можам едно да кажем дека со доаѓањето на новата влада најголем процент од Куманово до Белјаковци пругата е направена. И сметам дека тој дел на таа пруга, бидејќи станува збор за 3 делници, ќе биде направен на почетокот или до средината на наредната година. Такви се моите очекувања. Едновремено во моментов се врши евалуација на понудите за втората делница, тоа е од Белјаковци до Крива Паланка. Значи таму се обезбедени 145 милиони евра средства, од кои што 68 се грант од VBF. Така да очекувам тоа веќе ми наредната година да отпочне. Третата делница, и тие се роковите, нема други рокови, и од 2021 до 2025 се однесува на третата делница од Крива Паланка до бугарска граница, и тоа е обврска на нашата држава, значи станува збор за последна делница од 23 километри, која би чинела сериозно поскапо, на 350 милиони евра, бидејќи е таква каква што е конфигурацијата, тешка конфигурација на земјиштето имаме, со многу тунели, со многу мостови и така да согласно роковите кои што имаме очекувам да бидат и согласно меморандумот кој што е потпишан со Таму се уште не е почнато. Во кој дел? Проектирањето град. Не проектната документација е комплетно завршена. Третата делница комплетно завршена, се работи на обезбедување на финансирање, значи со преговарање со ЕБОР, Европска инвестициона банка и така натаму, и дел се разбира средства од буџетот на нашата држава, така да мислам дека тоа брзо ќе се обезбеди, а проектната документација е готова. Работите на терен не се почнати се уште. Работите на терен во на третата делница, најтешката. На втората делница ќе почнат наредната година. И тие во соодветен рок, мислам од 2 и нешто години треба да завршат, а паралелно со обезбедувањето на средствата ќе направиме напор од 2021 да почне. Од 2021 треба да почне таа изградбата на третата делница. Зошто се уште немаме воз Битола Лерин и покрај тоа што пругата е изградена од почетокот на годинава? Значи пругата е изградена, факт е дека имаше одреден проблем со делот на оптичкиот кабел кој што треба да се спроведи од Трубарево до Битола. Работиме на тоа и согласно договорите кои што ги има Македонски железници транспорт со грчките железници, очекуваме дека
еве да не шпекулирам со датум, меѓутоа, согласно интересот, возните редови и така натаму, и линиите кои што треба да се направат, очекуваме во најбрз временски период пругата да биде пуштена во целосно во употреба. Таа е готова, тестирањата први се извршени, така да сметаме дека, да не заборавиме, дека тоа е едно нешто кое што чисто е направено во времето на мандатот на СДСМ, почнато во јануари, завршено оваа година, значи некаде во јануари месец. Тоа инаку таму се води одреден спор кој што претходната влада го имаше раскинато договорот. Мислам беше не претходната влада, мислам дека во периодот некаде на измеѓу техничките и така натаму, меѓутоа не беше направена. Сега во овој мандат е направена таа пруга. Граѓаните ја примија пораката дека градите 550 километри патишта. Меѓутоа, опозицијата сериозно ви замери за тоа што довршувате нивни проекти, дека немате ваши проекти. Зошто нема СДСМ своји проекти во однос на патната инфраструктура? Малце е смешно ова. И вака се трудам да, како да ви кажем, прво патишта во Македонија во моментот се градат најмногу во овие 30 години. И тоа многу јасно може да се види. Само оние луѓе кои што сакаат да негираат, јас разбирам дека опозицијата и работа тоа да го прави, меѓутоа ова на очиглед на сите. Еве, буквално да појдеме во која сакате општина, ве канам со се мене заедно, да појдеме да видиме во која општина, не во градовите само. Туку и секаде околу реконструкција правиме на преку 500 километри патишта. Значи во моментот има инвестиции во делот на патната инфраструктура 800 милиони. Па видете, да не почнувале подобро вакви автопатишта. Не знаете каква. Ова нонсенс не видене во градежништвото. Не постои, јас се одговорно го тврдам. Довршувањето ваков пример на нешто во градежништвото, ова што ние го зачекавме. Посебно со автопатот Кичиево Охрид. Значи, посебно со автопатот Кичиево Охрид. Нешто што не го познава градежништвото. Тоа видовме таму. И сега не би сакал наследените проблеми да ги повторуваме, меѓутоа факт е дека мора. И затоа е многу лесно да се обвинува некој кој што сака да направи и прави во моментот, затоа што ни 50%, 2,50% беше Миладиновци Штип. Од каде тие го направиле тој автопат? Ние направивме 50% во година и пол. Тие во 4 години 50%. Ги довршувате нивните проекти. Тука како ги довршуваме? Знаете со како ги довршуваме нивните проекти? Вака, дали знаете за што станува збор? Проект кога е направен и целосно, немало причина тие во 4 години да не го направат. Тие се во 2014 година. Зошто не ги направиле, како што велат, станува збор за 40 километри, дека било за две бандери, било за... Замислете, може да замислите дека Груевски немаше да пушти пат, ако било се готово, дека само префрлање на две бандери било? Еве јас го поставувам вака гласно прашање. Сега на нивната забелешка ви одговарате со прашања, а не одговарате... Не, ќе одговорам јас многу директно. Еве би го издвоил, еве Битола Кременица е чист проект на СДСМ. Например, еве ќе ви набројам многу. Меѓутоа еве еден ќе ви земам. Тоа не е нова пруга, туку е реновирање на старата. Не, да ве прашам една работа. Куманово, Белјаковце, ВМРО, ДПМН, тие 20% се фали што ги направил, само велите еден век не е направен. За кои проекти зборуваме? За вакви проекти. Еве гасоводот. Еве ќе ви кажем. Гасоводот. 98% од кракот Неготино до Битола бил неекспроприиран. Мрднато нема. Ископана е дупка, направивме гасовод вела. Сега е целата работа. Ова е со бројки, неумојливи се бројките. И нема бегање од таа работа. Не може секоја власт да иди на власт да ги остава проектите и еве ќе ви кажам, до 4 септември се првите 2 километри на автопатот Блаце Скопје што треба да се прави. Паралелно се проектира. Паралелно проектираме еден куп други патишта. И тоа е процес каде што државата почнува и се. Ова е еклатантен пример. Кичиево Охрид. Како не треба да се работи во градежништвото. Тоа ВМРО ДПМН не треба да го објасни на јавноста. Не е само делот на провизии, туку и делот на што значи еве автопат или ако било сте готово, Демиркапија, Смоквица, Груевски ќе пропуштеше шанса да го пушти патот. Еве точно е, се согласувам тука дека во најголема мера работите ги има од времето на ВМРО ДПМН. Видете, ќе зборуваме за 12 години власт, 12 години. 650 километри реконструирани во 11 и пол години. СДСМ во една година 500 километри. Сам дека има евидентна разлика. Меѓутоа и во тие 500 километри ние не слушнавме нов проект. Како нов проект? Реконструкција правиме, рехабилитација на постоечки. По 40-50 години патиштата не биле чепнати. Дали тие треба така да останат?
Во таква настрана состојба од каква што бе. рехабилитацијата. 40-50 години од времето што велиме ние на поранешна Југославија на Тито. Дали во таква состојба тие патишта, па сами се јавувате, велите овој пат е во лоша состојба. Тој не може нов пат таму да се прави кога постоечки пат постои, тој треба да биде саниран, реконструиран, рехабилитиран. На тоа се работи. Тоа е видео. Ајде, еве вака ве поканувам, на пример да појдеме кон граничните премини према Бугарија, према соседите. Еве да видиме. Да видиме како е направен патот од Делчево до граница. Да видиме како е направен патот од Берово до Клепало. Да видиме дали се работи во моментот на Струмица Ново село. Ајде другиот пат према Грција е со Смоквица со автопада. Да видиме како се работи во тие делови и во каква состојба бил и во каква состојба е сега. Значи тоа велам, бројките се неуверливи. Нормално е опозицијата да критикува, да изнаоѓа начини како едноставно да исплука на ова што се прави. Но фактите се многу јасни. Еве ќе ви кажам. Како тоа го рачунаат тие патот Штип Радовиш дека било во нивно време? Лопата фрлена не е ни една. Ниту една. Ланската година во мај е почнат патот да се прави. И тој проект го наследивте, така? Не, со бројни проблеми кои што кај што имаше одредени експроприации. Меѓутоа, како проект беше наследен. Забелишката е за ваши проекти. За какви наши проекти? Еве работиме на проекти, ви кажав јас. За кој дел забелед, не разбирам ја за кој дел. Да измислуваме, еве работиме во моментот на проект на автопат Битола Прилеп. На пример. Работиме. И тој значи ќе биде, видете, ова станува збор за проекти кои што се од граѓаните. Ова не е нити СДСМ, нити ВМРО ДПМН. Вие граѓаните одделувате средства и од тоа се гради. Ние управуваме, менаџираме со тој дел. А не дека ВМРО ДПМН или СДСМ не може да направи пат. Како тоа? Државата добива средства од буџетот кои што се предвидени за изградба на патишта, болници, железници, гасификација. Освен на патната инфраструктура, најавивте суштински промени и во авиосообраќајот. Разгледувате можност за домашна авиокомпанија. Дали има некаков резултат од анализите? Значи, првичните анализи кои што беа во претходниот период се негативни, во смисла на тоа дали треба авиокомпанија да има во нашата држава, но ние решивме уште еднаш, ради одредени околности, во тоа дека не треба да има. Од финансиска гледна точка? Да, од финансиска, од економска, да, апсолутно. Меѓутоа, еве годинава, за целосно да бидеме, бидејќи понејасна беше, меѓутоа подеше дека негативно повеќе, одредивме средства во буџетот да видиме уште една да се направи целосна анализа, се со цел да. Нормално е сите да сакаме да има, меѓутоа мора да биде таа исплатлива и да се разбира да искористиме сите, а не да биде само да дојдеме во ситуација да правиме само штета на државата. Сега за уште еден наследен проект. ВМРО ДПМН го градеше седиштето на Министерството за транспорт и врски 6 години. Вие продолживте уште 2 години и се уште не може да се вратите на плоштадот Филип II или Карпушово востание, како сакате. Каков проблем има со доградбата од два ката? Нема проблем, нема проблем. Проблем е она што треба фирмата која што го работела да ги доработи одредени ситни работи, се со цел да Министерството издаде одобрение за употреба. Тоа не успеавте да го завршите сега во овие бидејќи 2 години? имавме проблеми низ периодот, затоа што видите, таму има одредени водени постапки на исплатата која што треба да се врши. Треба да имаме јасна представа што значат кусоци и вишоци од една страна, што значат дополнителни работи. Кога сите комплетно ќе бидат завршени тие работи, ние ќе распишиме и се разбира, го издадеме објектот во употреба, ќе распишиме тендер за селење и ќе биде пресо. Очекувам тоа да биде многу брзо. Цело време од како дојдовте за министер, очекувате многу брзо. Да, меѓутоа мора да биде целосно чиста постапката, затоа што замислете овде орган кој што издава одобрение за употреба Министерството за транспорт и не мислам дека сами треба себе. Да, сами себе практично и мислам дека се треба најчисто да биде. Да, и мора да биде најчисто. Така да мене ми е побитно, ако е лично за мене воопшто не е проблем, мене ми е битно да движиме, побитно ми е да одам по увид, да одам на завршени проекти отколку во зградата, меѓутоа условите кои што предпоставувам, јас не сум бил во зградата, морам да ви кажам вака гласно. Уште не сте ја посетиле? Не сум ја посетил. Не сте направиле проверка? Не сум ја посетил, меѓутоа сигурно се со нова зграда би требало да се подобри условите од овие што се сега за вработените, кои што работат во Министерството. Увид не сум извршил, не. Тоа е една од најскапите доградби во Македонија, во историјата на Македонија. Последното прашање не е за министерот Сугаровски, туку за членот на Централен одбор на СДСМ. Председател сум на надзорен одбор, гледам дека многу пати во медиумите
пишува членот на Централен одбор, јас сум по функција член на ЦЕ и некој сум председател на надзорен одбор на СДСМ. Така, значи прашањето е за политичарот Сугаревски. Ја слушнавме вашата изјава дека функционери од СДСМ не се вмешани во случајот Рекет. Од каде сте толку сигурен? Значи јас кажав дека со сите сознанија кои што ги имам лично е дека нема вмешано. Значи не правев муабет за сигурен не сум и верувам дека нема вмешаност. Меѓутоа, барем денес имав прилика да ја слушнав и обвинителката, така да барем за тој записник кој што некаде се спомнува. Меѓутоа, оно што јас како сознание, како информација го имам. Така да сметам дека е таква работа. А обвинителството е орган судски кој што може да ги провери сите околности, дали има или нема. Јас и тогаш кажав. Тоа беше во неделата на пресконференцијата која што беше по повод представувањето на сите инфраструктурни проекти кои што ги правиме. Кажав многу јасно дека без разлика за кого станува збор, дали од раководството на СДСМ или од нас другите и членови на влада или од било кој, доколку има било каква инволвираност, спремни сме да понесеме одговорност. Не само политичка, туку и секаква. Ама меѓутоа таа како и за сите мора да биде докажана во јасни правни постапки и процедури. Благодарам. Благодарам и вас, мило ми беше.